Нашата суштина е дека јас немам душа, јас сум душа. Кога тоа човек ќе освати, ќе свати дека е едно со целиот свет. Дека човекот, уствари, не е човек, додека не ги надмине 3 нивоа. Тоа се опстанок, репродукција, доминација. Нам ни е наметнато во школите дека ние сме животни и само некоја модификација на животните. Тоа е Чарлс Дарвин. Чарлс Дарвин е англичанец и тој е поставен на пиедестал на влезот во историјата на науката. Која наука е тоа? Теорија на еволуцијата. Теорија, пази. 2 века уште е теорија. Па до кога ќе биде теорија? Како да верувам на некоја теорија која што не може да се докаже? Пробуваат, наоѓаат некои, прават некои мајмунлуци. Тоа е као вицот. Мали Джокица дошол дома и мајка вика, мамо, ние од мајмуни сме станали од Бог. Мајката му вика, зошо? Па тато вика дека сме настанали од мајмуни. Мајката вика, не знам, тоа е негова фамилија. Нашата е вика од Бог. Така да, ние сите сме божествени суштества. И не треба да го одречуваме тоа. Но треба и да се однесуваме поодговорно. Кон сите, кон се. Малку поодговорно. Како луѓето. Луѓето почнат од овде. Човекот, секојаш кој ќе опрашаме некој кој зборува, вика јас. Никој не вика јас зборувам, ниту јас зборувам. Секој вика јас зборувам. Од тука почне човекот кој ќе почне да се спознаа себе. Потоа почна да се артикулира и да се манифестира. Артикулацијата може да биде во креирање на нешто. Значи, креативноста е човечка особина. И треба да ја негуваме таа особина. Не да се затвориме и сега ќе гледаме како било ово оно и да живееме, да стекнуваме пари. Што ќе им правиме на парите? Ја не сум против тоа. Но, што ќе правиме? Секој човек треба да внима што ќе направи, кој ќе стане Савајле. Затоа што до тогаш бил во длабок сон. Сега нешто поплиток сон. И дента ќе опомине повторно во некој сон. До највисоките будни состојби кои што се благ дремеш. Многу ретко некош ќе се разбуди човекот и ќе свати што прави со себе и својот живот. И тогаш може да седне и да плаче. Затоа што го пропушта животот. Својот живот го пропушта. Она што единствено може да го има. Да го живее својот живот. Подсетете се колку од вас го живеете својот живот. Тоа е оно колку што сте будни. Колку што исполнувате внатрешните потреби. Внатрешните потреби се исполнување на нешта кои што ние ги живееме. Ние живееме тука. Да ви кажам, вибрацијата на Македонија, ова е една од поголемите тајни, јас што си ги знам. Е многу добра. Во последно време е и променета на подобро. Но затоа треба да се спремиме ние, односно спремањето е да го живееме својот живот. Што повеќе го живееме својот живот. И не е работата да се здружиме ние во некоја заедница и тука сигурно ќе се најде некој главен кој што ќе биде и кој што ќе направи своји закони по кои што ние ќе треба да се однесуваме и пак повторно паѓаме во истата замка. Не, секој за себе. Не може друг да ме направи да бидам човек. Само јас, самиот за себе. Тогаш кој ќе се освестам. Затоа, она што се нарекува човек е креативно. Тоа е одговорно.
а животните се реактивни. Они реагираат и постојано се надразнети од ветувања, неисполнувања, од лаги, од гнев кој што се јавува према оној или оној краде, вика. Не ме интересира тоа, не ме интересира. Така не наштимале да бидеме спротивни од она што го сакаме. Затоа се повеќе се рушиме во себе. Се повеќе ги рушиме нашето достоинство, нашето човечко суштество. Јас малку од археологија поминав во духовност. Веројатно, ако не ви пречи, можам уште малку да продолжам. Така ви пречи или не? Добро. Тогаш вака. Значи, секој ден пропуштен, непропуштен ден. Да го живееме. Што е тоа да го живееме? Да бидеме среќни. Дали сме среќни? Или колку сме среќни? Среќата зависи исклучиво од нас. Среќата е состојба која што веднаш штом влеземе во неја, ние сме тоа. Например, кој јас, за да бидам среќен, се што треба да направам е да бидам среќен. Како тоа? Некој човек не знае како да го направи тоа. Тоа може да го направи многу просто. Само да се сети на некој момент кога навистина бил среќен. Ама апсолутно среќен. Тоа го работев и со татко ми. Татко ми постојано зборуваше, животот е мачење. Што мачење човекот у младоста? Да, му било тешко. Но он си го проживел животот. Не е бил премногу ни малтретиран, имал добро семејство, не бил, да речам, пијаница, не бил таков. Живел еден по-нормален живот и си ги исполнил своите внатрешни потреби. Тој е среќен човек. И се што требаше да му кажам, само сети се, кога се навистина се бил среќен. Ја ми како сожени со мајка ти. Влези во тоа чувство, биди во тоа чувство. Освежи го. Тоа е вибрацијата која што ние треба да си ја вратиме. Да вратиме некоја вибрација која сме биле среќни. И тогаш ние сега, тука сме среќни. И освестуваме таа вибрација, затоа што во апсолутот нема минато, нема иднина. Се е тука, сега, дури и тоа се губи после тоа. И се станува едно. И се насмеја човекот. Не викам, гледаш колку треба за да биде среќен? Не се врти према тоа што не сакаш да гледаш, према тоа што не сакаш да го живееш. Затоа што ако ние се свртиме кон тоа што сакаме, тоа и го привлекуваме. Не ни треба Джо Диспенса да ни каже некои работи, не ни треба други учители. Најголемиот учител сум самиот за себе. И секој од вас. Најголемиот учител е внатре. Само треба да го искомуницираме. И тогаш познаваме дека ние сме тоа што сме. Многу едноставно, но многу тешко. И тоа треба да го живееме. Треба да се распоистоветиме од она што не сме и да бидеме тоа што сме. Значи, тоа е едната работа. Значи, духовноста е едната работа. Втората работа, за да не мафтаат ли, како да речем, ние треба да се посветиме на она што можеме да го искористиме од местото на кое што живееме. Зошто? Секој место си има своји вибрации. И ние треба да ги најдеме по-добрите вибрации, кај што се на оваа земја на која што живееме. Може да покажеш тамо една друга работа? Да, еве ова, например, наликуваше на пирамида. Видете го. Оригинал пирамида. Веројатно вакви има илјадници во Македонија. Илјадници. Не значи дека сите тие се пирамиди, ама некојаш многу се блиску до она што навистина е пирамида, па треба некој и да провери.
почна да пука. Што пука? Старото? Се менува во ново. Може врти малку. Ова се карпи, ова се вика кратер во близина на манастирот Лесново. Да. Тука имаше многу чудни некои облици на камењата. Овде не ги снимивме тие, затоа што ќе се одвлечеме многу. Но видете ова како е. Ова е нешто прекрасно. И ова природата не може да го создаде. Онака. Може да создаде и многу поубави нешта, но тука се гледа дека нешто е работено од луѓе. Идем понатаму. Ова е друга пирамида. Тоа сакав да ви кажам, во Египет пирамидите биле коцка. Во Босна тие се плочки. Она што јас го забележав, а јас сум многу скромен во своето знаење за нашите пирамиди. Многу скромен. Многу скромно знаење имам. Значи, тоа што го забележав беше дека нашите пирамиди се лиени. Као бетон кој што е излиен. Не се плочи. Некаде може да има и плочи, не знам. Реков дека е многу скромно. Но она што го забележав таму кај што бевме према Кратово, тоа беше се лиено. Имаше едно село Добрево, кај што излиено беше тоа, се. Може понатаму. Ова видите ги овие камења, овие се лиени камења. Не се клесани, како што викаат, како што замислуват, нити се во кала праени. Овие се лиени, излиени на местото на кое што треба да стојат. Уште малку? Видите го ова. Ова наликува на некоја камила, која што има очи, има уста, има врат, тело. И ова е пред очи. Само никој не го гледа. Или никој. Не, никој го гледа, сигурно. Ама луѓето кои што живеат во близина не го гледат, затоа што спијат. Никаде не е истакнато ова. А ова е, секој ден поминуваат поред него. Ова е во Кратово. Од десна страна, кога се влегува, од десна страна зидот. Видите каков облик. Ова, веројатно, било намерно направено вака. Затоа што другите ќе видите понатаму малку. Не, ова, иди. Или поназад. Поназад. Ова е. Еве, видите. Не, малку понапред. Малку понапред. Ова. Видите, другите не се со тој облик. Значи, некој ни оставил пораки, кои што ќе траат во времето, а ние спиеме и одиме пред нив. И сањаме да имаме многу пари и да живееме раскошно, а всушност не сваќаме дека ние уствари бедата си ја повикуваме. Затоа што парите се средство за да се направи нешто, а ние немаме идеја што би правеле со нив. И така, јас имам еден пријател кој што прави куќа за син му. Ја му викам, што прешти? Хотел за синот. Не би вика куќа. Па викам, тој го нема ни да се појави. Викам, да ја види куќата. Дали таа куќа ќе биде негов дом? Не, ќе биде хотел. Во кој што го купил. Он и живее во него. Повеќе ќе има твојата душа во него, отколку неговата. А он ќе живее во твојата душа. Значи, тоа се можеби ситници кои што ние не ги забележуваме. И на младите им втиснуваме. Слушај, добро е ти да взимаш повеќе пари. Пари. Зошто? А парите цело време девалвираат. И сите се повеќе идат у загуба, више до неверојатни вредности. И кој иде? Кој живее, да речеме, на по високо ниво,
тие што ги искористуваат другите. Друга работа, цел свет живее у магла. Живее на жими мајка. Има многу малку производство, многу малку држави кои што произведуваат нешто. И се помалку има што произведуваат, затоа што конкуренцијата станува многу поголема. Сега јас се замешав во политика и во економија, но работата е ние да ја најдеме својата среќа, она што не исполнува. Затоа што човекот што нема цел во животот, нема ни смисол неговиот живот. Затоа неопходно е да си најдеме своја цел. Една од целите може да биде истражување. Убаво е човекот да излезе, да прошета и да види што се има убавини во нашата околина кој што не ги знае. Кој што мисли дека тие се некаде таму, некаде има, а кај нас тоа не е можно. Дека ние викаме за Стоунхендж, кој што е направен 1953 година, лики кој што е лиен бетонот и врз него стајано само као малтер камења. И затоа не ги пуштаат луѓето да се доближат, за да не ја видат преварата. Затоа што некаде малтерот паѓа и се гледа бетон лиен. Дури има слики како е правен Стоунхендж. 1953 година. И сите викаат дека историјата ја пишуваат победниците. Не е баш така. Оние што ја пишуваат историјата се победници. Тие се представуваат. Затоа Трамп кажа дека ние победивме во Втора светска војна со нашите сојузници. Всушност, Америка има вкупно 400.000 загуба луѓе. Дали и толку има? И тоа не можам да им верувам. На искрцањето на Нормандија учествуваат преку 100.000 луѓе, имат загуба од некаде 8.000 жртви. Значи, толку имаат русите за некое село, толку има Југославија, огромни жртви во таа Втора светска војна. Затоа, се она што не обединува, нека биде тоа и архитектурата, нека биде духовноста, нека биде животот, се е тоа добро. Не е битно од каде се зближуваат луѓето. Затоа што врвната, која доаѓаме на врвот на духовноста, сваќаме дека ние сите сме едно. Едно. Тоа едно се нарекува Бог. Ние сите сме едно во Бога. И затоа, она што треба да го тражиме кај во природата, во луѓето, тоа е божествената искра. Она што е највисоко во него. Ако можеме да го согледаме тоа, тогаш ние сме среќни луѓе. Исполнети. Сме дошле до врвот на ова ниво на кое што живееме. Затоа што другите не влечат надолу, за да ја користат нашата сила, нашата енергија. И тоа се нарекува вампиризам. За жал, многу мајки се вампири на своите деца, затоа што се грижат за нив, наместо да се радуваат, наместо да ги поттикнуваат своите деца, они ги уништуваат со тоа што им ја црпат животната сила. Има и доста книги напишани, но главно е, не се учи само од книгите. Книгите се само да не подсетат, за да ние истражуваме. Ако има некој прашање, повелете. Јас сум помегнат прашање или констатација, врска со
Кај знаеш? Аха, добро. Не знаеме. Не знаеме. Дали си чул 1963 година земјотресот, што стана со кула 13 од Карпуш? Тоа у Скопје се случи. На 2 километра од тебе. Ете, некој знае. Значи, не знаеме што се случи. Пред 20.000, пред 4 милиарди, пред 14 милиарди години, вика, се случи Биг Бенг. Кој е тој што ме убедува нешто во што поима нема човек? Како може тоа да го... Ама знаеш што, тоа се ослатоци, па сега светот се шири, или се собира, или ово, или оно. Тоа се трошење пари за глупости. По мене, ако сакате да знаете, јас можам да го кажам моето мислење, ЦЕРН е еден огромен систем за трошење пари, кој што не дава никакви резултати, никакви практични резултати не дава. Они ќе те научат, научници се, сигурно, они се добро обучени да те излажат. Зашо се може да се користи тоа? Не се користи за ништо. И сега ќе прават уште поголем, за да се најдат у работа. 70 години се обидуваат да ја докажат теоријата на Ајнштајн, никако да ја докажат, затоа што не е докажлива. 100 и кусур години, 200 години се докаже теоријата на Чарлс Дарвин. Не може да се докаже. Прават многу фалсификати, ќе спојат некои глави со ова, со она, или ќе се појави некој изрод, и тој ќе го крстат као да е преоден од меѓу мајмун и човек. Затоа, што било пред 20.000 години? Не знаеме. Дека пирамидите се правени пред 20.000, пред 200.000 или пред 2 милиона години? Не знаеме. Ние не знаеме вчера што се случило тука. Затоа, не треба да се навлекуваме на тоа на годините. Подобро е да уживаме додека проучуваме. Јасен сум? Јордан, ти беше? Да. Значи, подобро ние да бидеме овде сега и од овде сега да го проучуваме минатото. А не од таму некој од институт Пенсилванија, не знам што, НАСА што кажала или ова или она. Затоа што нив им треба пари. И тие пари мора да ги стекнат. И постојано треба да измислуваат некои работи за да бидат интересни. И тие никогаш нема да тие кажат вистината, затоа што или не ја знаат, или мора да измислат друга вистина. Ова првпат вака јавно зборувам против некои работи, затоа реков да се насочиме кон тоа што сакаме, да се го направиме својот живот да ни биде поинтересен, а истовремено и да бидеме посрекни. Затоа што проучувајќи го она што не влече, може да бидеме поинтересно, помотивирани ќе бидеме, ќе имаме повеќе енергија. Да ви кажам, ова стално го кажам, земјоделецот е алхемичар. Алхемичарот работи со 4 елементали, се викаат. Во алхемијата има 4 елементали, 4 основни нешта. Воздух, вода, оган, земја. И он од лајна прави злато, односно храна. Ја преработува. Тоа е као од олово да прави злато. Ова е подобро. Од остатоци некои прави храна, која што
ние ја јадеме. Сега има и врвни алхимичари кои што го употребуваат и петиот елемент. Тоа е љубовта или мотивацијата. И тие не зависат од земјоделието, тие го прават затоа што уживаат во тоа. Уживаат да ствараат нешто, да создаваат некои нови работи. И тие се врвни алхимичари. Ја мислам дека има прилично меѓу вас такви луѓе. Врвни алхимичари. А земјоделците, професионалци, тие се алхимичари. А ретко кој од нив е врвен алхимичар. Кој што тоа го прави од љубов. Не, може би и не толку ретки, но поретки се. Прашање друго? Требаше да го стешта. Уште еднаш. Значи, како чувство лично доби кога се движиш низ ступниците на пирамидата? Пирамидата, тие камења, која е таа величина, димензија, пошто не може да добиеме представа ние што видовме, колку е тоа не грандиозно да кажам, него колку огромно. Колку е големо, да, па нешто повеќе за тоа. Како се чувствуваше ти лично кога одеше низ тие потници? Фала на прашањето. Или сенки што ги спомнали материја или како да ги речам ентитети. Дали нешто друго се почувствува? Како кажа дека подолго време те држало тоа чувство, меѓутоа еве како се чувствуваш, пошто не знам дали сите ќоти го скоро така. Да. Еве личното искуство сигурно вредело да се одиш што ќодите пак, меѓутоа нешто повеќе за тоа. Првиот печаток кога влегов во пирамидата, односно во тунелот, беше дека дишам, вака. Викам, зошто дишам? Не е напорно воопшто, нарамно јодам, а така дишам. Ми беше чудно. Викам, не е напорно, не сум толку оптоварен, а така дишам. Не се чувствувам ни дека ми е тешко, ниту дека нешто ме кочи во дишењето. Не, ништо. Али дишам, влези и излези. Без онаа задршка која што вообичаено е на дишењето. Мене ми беше чудно. Чувството беше дека имам мирис некој кој што тој малку наликува на мувла, ама не е мувла. Тоа е оној мирис што го има ако сте оделе од таму од кај Петровец према Катланово. Во таа рамнината, особено го има летно време кога е суша. Значи обратно од зимно време. Кога би требало да го има тој. Тоа е мирис. Ја прво што ми беше печаток, мирис на море. Ама убав мирис. И секојаш кога поминува таму, ги отварам прозорите да влезе повеќе тој мирис на убаина. Друго, јас не почувствував тајна во пирамидите. Јас почувствував така, прифатеност. Не отфрленост, него прифатеност. Као да сум прифатен од пирамидата. Дали секој тоа го чувствува? Не, тоа е моје чувство. Трето нешто што почувствував беше као да е времето измешано. Као да е времето измешано, као да една секунда као да трае подолго таму. Вон неа, ова време мене ми изгледа дека е многу забрзано, као да трае денот 12 или 14 часа. А таму ми изгледаше, секој момент ми изгледаше малку подолго. Тоа беше главно што осетив. Секако пријатно чувство за мене беше, бере. Пријатно чувство. И многу ми е жал што многу малку ние саат и пол некаде. Или немаше ни 2 часа како поминавме во пирамидите. Само 2 пати влеговме. А сега планираме повеќе пати, па може ќе има повеќе искуства.
Јас сум Розалија, да се представам. Јас бев пред една година Да? на Босанските пирамиди. Ден после онаа долгодневницата, после 21 Јуни. јули, Јуни. 22, значи бев. Да. Значи моето лично чувство на додека седевме таму и седнавме на тие плочи, пошто имаше една група од Франција. И ако ме седнав на плочиве, имав чувство дека седам на чиста енергија. Зори искрено да ви кажам, ми беше страх да не почне тоа сето да се Распаѓа. да се растекува надоле, толку едно јако чувство на енергија, како да таа стрмнина, таа пирамида да е полна со енергија. Значи, најверојатно секој има Своје чувство. свое доживување. За тунелот разбрав откако заминавме, значи, пошто сами немавме водич. Да. Меѓутоа, дефинитивно вреди да се види, да се посети, да секој го доживее, што има најверојатно специфични искуства. Прашањето пред господјава што сакав, дилемата која што сакам да прашам. Значи има многу од овие докази кои што тие што малку истражуваме, копкаме, гледаме дека имало тука на овие простори цивилизации, дека имало освен цивилизација и архитектура, дека имало многу висока свесност меѓу живите битија, барем јас тако чувствувам. Мојата дилема е до ден денска на овие години ми е како се случило да од една таква висока свесност кај битијата кои што живееле тука на овие простори, кои што биле наши предци, да ние дојдеме до едно такво време каде што повеќе спиеме, како што велиш ти, него ли што сме будни и свесни да знаеме што е тоа што не окружува и што е тоа што ни се случува. Значи, моментот на кога од таква една висока свесност и цивилизација, што и да се случило, сме паднале во некој сон или сме девалвирале некаде во однос на нашата свесност за нашата постоја. Тоа ми е мене дилема која што еве се трудам да си ја разјаснам и затоа ги барам одговорите ми тоа. Не знам дали вие имате нешто. Се случуваат катастрофи, природни катастрофи, во кои што огромен број од луѓето страдаат, односно загинуваат. Но има и оние што ќе остануваат во беда, физичка беда. И они паѓаат од својата свест во животно. Кај животното, првото, како што го кажа, беше обстанок. Обстанок. Второ, да се обезбеди најблиското семејство. Трето е значи, обстанок, репродукција и трето е доминација. Доминација, да бидам прв. Јас. Алфа мажјак, алфа женка. Тие работи паѓаат на тоа ниво. Некои остануваат вон времето. Некои остануваат вон времето, затоа што има повисоки суштества кои што се остануваат вон времето. Не знам дали е тоа доволно јасно да го објаснам. И тие се живи. Со векови се живи, со милениуми може да бидат живи. Може да не се во тела, може да се во тела. Но најчесто телата се или смрзнати, или некако на друг начин конзервирани. А ако се вон тела, тие се послободни и може да се инкарнираат. Оно што го викаме ние инкарнација, повторно влегување во тело. Ретко кој, има доста луѓе, но не е толку често, кои што свесни ќе останат без тело, тие имаат интегритет на духовноста, на душата.
тие кои ќе се инкарнираат, порано или подоцна ќе се сетат за нештата кои што ги преживувале. Инаку, местото во Македонија, што е едно од најбитните нешта, е јазикот. Јазикот Семир зборуваше и за нашиот општ јазик, кој што е, тој е точен, но особеност во македонскиот јазик е нештото, словото, што го кажа претходно. И втора работа е, нели, тоа е божественост, и дека зборот, оно што го кажуваме, влијае на ДНК-то. ДНК-то на овие простори, со овој јазик, се формира на одреден начин. ДНК-то се формира. Ја не викам дека е тоа добар или лош, но тоа е посебен начин. Тоа е обликување на ДНК-то со помош на јазикот. Како и Исус што каже, не е гнасно она што влегува во уста, него она што излегува од уста. И затоа треба да внимаваме што излегува од нашата уста, затоа што тоа што излегува го обликува нашиот ДНК систем, кој што се пренесува на другите, па тие може да го надградуваат. Значи, дали ќе пропаѓаме или ќе идеме нагоре, тоа зависи од нас и за идните генерации. И сега, кога повеќе луѓе, пак ќе спомнам Исус, јас не се нарекам себе христијанин, затоа што сметам дека на некој ниво луѓето се може да се наречат христијани, затоа што има многу убави работи. Но на некој ниво веќе тоа се надминува. На некој ниво, кој ќе се искачиме повисоко, ние сваќаме дека сме едно, реков. Сите дека сме едно. Дека уствари само едно суштество постои. Тоа е суштината наша. Божествена суштина, кој што Исус ја каже, или во молитвата, таа единствената молитва, која што јас знам дека ја оставил за нас. Дали сум јасно? Добро, фала. Друг, повелете. Може? Јас слабо гледам, затоа... Да не бидеме сега да не навлегуваме во некои зони што се за нас тотално непознати. Ајде да бидеме реални и да размислиме сега само за тунелите. Ајде. Како тунел има влез, има должина. Кон каде води? Каде води? Самите зани. Зани тоа е што има и излез. Тие веќе долго време ги обработуваат пирамидите во Босна. Значи за тоа време можело да дали е тоа лавиринт, скриен тунел, или тунел со некаква цел? Не знам сега, овде малку сум затечен, затоа што јас саат и пол, два сум бил во тунелите. Еве, може Мичо да каже нешто. Повели, Мичо. Тоа е многу конкретна градба. Имаме работа со цивилизација која е интергалактична. Че самиот приказ на телевизите високо да сака да на првата голема фотографија. Значи, има знаење, но заради концепции, изборите, доказот и начинот на кој ова како да го кажеме е сложено. Значи, ова што го гледаме од него или нешто да го проекти е само дел од сите пирамиди во високо, кој представува картограм на звездите на Плејадите. Значи, ова што го гледаме пред нас го направила не налагаме кога и како. Семир за 30.000 години нашто парче дрво од таа ситуација, не. Таков тип на градби работат без време и битие. Значи, ние сме луѓе и зборот човек се разбира на македонски. Човек цел век битие од 100 години. И ова не се прави за битие од 100 години. Ова се прави за битија кои времето го доживуваат како се. Ние учиме за географија како вода,
река, дрво, шума, планина, не тоа се менува сега, звезди, небо, галаксија, сосема поинаков пристап ќе дојде заради поголемата перцепција за свест. На една слика, кога му објаснав на Гого, сакав да кажам од почеток нешто, ми е чест Гого што држи предавања и го поканивме да биде гостин на лидерот на свесност што го прави секоја година, веќе трета година поред Семир. Може за мене најингениозниот човек. Само извини, не ја спомнав и Искрен. Ја спомнеме и ја ќе ја спомнам Искрен. Да, обавезно, да. да. Мора да спомнам. Но ова да го докажам, значи, влезот е затворен од тие што ги направиле тунелите. Јас едно видео им пратив, баш го натера Семир на групата од Белград што беше, да им каже, тој е нивен превод на една плоча која многу малку луѓе знаат дека постои, каде што е напишано зошто ги затвориле тунелите. То се така затворени, тоа е неверојатно нешто. Значи, проблем е да го ископаш, нели, или да го соградиш, а знаеме дека секогаш рушењето или затворањето е полесно од градењето, да го откопате, да го направите. Не да е лабиринт, се работи за супер лабиринт. Необјаснив за потребите и сваќањата на човекот како битие. Во суштина, медиуми кои се во духовниот тим, сите овие луѓе кои учествуваат на семинарите за духовност или светлост, како што кажа последен пат Семир, во суштина се луѓе што користат знаење од духот. Дали преку медитација, дали се екстрасензи на свој начин, дали имаат напредни знаења од пек на астрологија, астрономија и други напредни дисциплини. Идејата е да се прочита ова картограмска концепција. Таму има повеќе пирамиди. Во суштина, пак е идејата да биде Гого предавач ова година, ми дојде како една концепција, кога првпат бев на првиот семинар, Семир на таа една слика кај што седиме на, како господја што кажа, тоа е средината на пирамидата и тука е првпат е отворено. Тоа го користеле како материјал локалните жители, си правиле куќи, го продавале каменот и така натака. Се ми раскажува како него врвен духовен човек му кажува што е неговата мисија. Иначе Семир потекнува многу интересно семејство кое 4-5 генерации се луѓе со брилијантна кариера и животни остварувања. Татко му, дедо му, прадедо му, таа по некоја друга прилика. Ова е влезот. И камено што го гледате одека пред вас овој прекрасен кристал, што му го купи Гого од човекот, што го отвара, овој влезо овдека. Тука имало специјален камен, намерно се крие тоа затоа што многу оспорување му прават на Семир. Тоа воопшто не било затворено наивно. И прашањето како се направиле тунелите, секоја година само повеќе и повеќе знаење има од тоа. Тоа се многу комплексен заштитен механизам на вистинските градители на пирамидата. Од таму. Да, од тунелот. Али кристалот е на клучното место кој е малку подалеку од комплексот на пирамиди. На крај ќе ви кажам у суштина зошто е важно па Македонија поврзана со тоа и така. Значи тунелите најдолгото место каде што го носевме Голфатички, тоа е 340 метри под земја. И не, таму е идеално за дишење. Значи таму нема никакви зрачења, нема ни магнетни слогови, секојаш температурата е 14 степени, но не ви препорачувам да идете сами. Знаете, идејата на овој предавање е киде нова група, ние одиме со години наназад. Во суштина не можете да дојдете ако не ве повика пирамидата. Таму е невидливи ентитети кои во суштина имаат многу поголема задача освен тоа да не лекуваат. На вистина има 300-400 негативни иони кои се важно. Има една видео снимка ќе Осман Агиќ со Ерик фон Деникен, има 50.000 орбови на видеото се гледа. Орбови се тоа што ви го кажа. Еден вид софистицирани чувари. Така ние можеме да ги видиме преку таа вибрација. Луѓе што се екстрасензитивни дел од нашиот тим, ова што ви го кажа Гого е кратко да ви го раскаже во една ситуација, значи лекувањето, просветлувањето, добивањето на идеи за секакви наши ситуации е пирамидата. А зошто е тоа така?
бидејќи на ова место баш овдека, јас го натерав Семир да раскаже како он доаѓа до оваа ситуација, а поврзано според мене и со нашиот Гого. И он кажува како работел во Америка и како запознава врвен екстрасенс која работела за КГБ, се вика Дијана, има книга во комплетот разговори со Дијана во таа збирка. Тоа се феноменални книги. На сите ви препорачувам да видите што значи посветен човек за работата. Систематичен, има проверливо знаење. И таа Дијана работи у КГБ за една група која се не ја каже, не може знаеше, се вика Вимпел, каде што Гого во една од своите книги, камена книга, каде што се прави светски семинар на духовност 2000 година, тие што ја немаат прочитано, ќе му се обратите, ќе ви ја прати, се вика Татјана, у суштина таквите луѓе во таква временска ситуација имаат нели заштитни концепции. Таа му кажува на него дека Семир живел пред 800.000 години на Марс, дека регрутирала луѓе за научни мисии и му кажувала, да не кажам, еден куп работи од неговиот приватен љубовен живот, тогаш се разведувал со првата супруга и така натака. И таму викам, знаеш, вика, таму кај што истражуваш во едно мало место, таа цивилизација е направила таа колонија, викам, што е, вика, чудно, вика, тие, вика, во среден век луѓе си им земал, вика, многу вредни предмети, монатомско злато, и вика, ти истите луѓе се реинкарнирани, си истите луѓе што ти прават проблем, вика, што те оспоруваат за ова, што не му даваат да копа, измислуваат глупости, не знам што не прават тоа. Проблеми од секој аспект. И што е многу важно, што му кажа дека сите тие што ќе дојдат на пирамидата, тоа ќе биде сега уште не е толку активна. Една од нашата група баш активираше пирамидата, има сосема друга ситуација, таа се активира како и секоја духовна работа со срце. Вика, ќе биде активна како што била пред 200.000 години. Семир го кажа тоа во оваа фаза, но пред луѓево, кога не треба да го каже затоа што одма доаѓаат испитуваат. Кажал дека се 200.000 години. Дека не се 200.000 години, ама тие од Египет, Захи Хавас и другите што прават милиарди на египтолошки туризам, одма даваат пари, викаат, измислуваат глупости, нема научна основа, дека е тоа старо 200.000 години. Стари се преку милиони години. И не се за потребите на само на овој космос, него се интердимензионални. Затоа тунелите се многу важни. Во тунелите има една нова книга, каде што со едно од девојчињата таму е тајно опишана, кој е супер екстрасенс, за која збореше Гого дека сме се сретнале по наш духовен пат, на највисоко ниво укажано, има такво и такво девојче со опис со свет, таму тоа ќе каже за Македонија, тоа е важно. Тоа беше шокантно и за Семир и за се. Поентата беше дека поврзаноста на Македонија со Босна, знаете како во македонско време и во римско време ја викале Босна? Тера инкогнита. Не постоеше, бегале, се плашеле, мислам, и нема ни записи, нити ништо. А таа е и ден денеска чудо у приказката, бидејќи луѓе што знаат астрономија, астрологија, кои ќе ги поврзат ова сликата што беше прикажена со пирамидите, како се направени, како имињата ги дава Семир. Тоа опште не е наивно дека му текнало пирамида на љубов, на сонце, на змај, не. Разберете, фондацијата на Босанските пирамиди е на многу сериозна научна и духовна организација со пријатели од цел свет. И доста луѓе притаени заради све што ни се случи од Македонија. Идејата Гого да биде предавач е наше признание како наш учител, како наш другар и како човек посветен на работата, што му го дадоа признание сите до еден, дека Гого кажа дека за да можеме да успееме под вакви притисоци, под вакви концепции кои ги правиме, а Семир е еден од ретките луѓе што ја свати приказката за Македонија. Ако ги видите неговите поранешни изјави пред 5-6 години, тој збореше за хеленизам, за грчка култура, во разговори неуморни со денови, со сатови со него, не можеше да свати колку не зна. И сега на последното предавање сведоќе Гого, Искра, Димитар и Владко, сам кажа, вика, ја не знаев ништо за пирамидите. У суштина, сите ние не знаеме. Пирамидите е многу сложена форма во време и во простор, така како што нашиот ум уште не е спремен да ја прифати. И затоа е затворено тоа.
Во суштина пред 30.000 години у наводници лоша цивилизација. Одека има една господја која ми кажа дека една наша пријателка на 8 години напиша книга, каде што ја што ви го зборам, 8 годишно дете во Македонија, има напишано книга како на една друга созвездие ги напаѓа рептилска цивилизација, совршена планета, им праќа вирус, бегаат, патуваат многу години, доаѓаат тука на земјата. Таа се сеќава, го знае, на 8 години објавува книга. И дел од тоа знаење, што збориме се реинкарнираме, она го памти у детали, ме напишано неколку книги, сега разбира ќе пишува и нова книга. Иначе успешен доктор е сега, значи не станува збор за луѓе кои прават реклама, таква работа. Зошто ви го кажувам ова? Затоа што цивилизациите кои престојуваат и ден денеска се тука на земјата, центарот е ни во Македонија. И знаеш, прават луѓето мајтап на тоа, па ние сме најмногу свет, ово, добро. И еве Семир, сите ќе се согласите, тој е троstruki доктор на науки, импресивна, на 7-8 академија почесен доктор. Нема на пирамида на која не бил, кој ќе дојде во Македонија овде, ќе одека збореш и затоа го раскажу. Ја му ја кажувам, викам да знаеш, викам, без да ја разбереш приказката за Македонија, све друго е лага. И не случајно тоа го спомнува со Берлинскиот конгрес, со хеленизација, со менување на нашиот идентитет. И ден денеска се случува тоа. Така, се ушутка да заседава светската влада, дали ќе се вика Версачево по син на Анти Бајрам или ќе се вика шутка. И сега Интергалактички сојуз ќе донесе одлука 2 милиарди да се преименува. Има сериозна причина зашто е тоа одлука. Тоа најмалку е сврзано со античката историја. Идејата е да научиме посредно, заради суета, заради па ние ли сме тие што сме направиле. Па и сме и не сме. Тоа најбо се гледа кога луѓето ќе појдат на туѓ терен. А тоа е во Босна. Знаете, секој излагање ќе кажеше дека подобро да нема за пирамиди, него да не има на CNN за бомбардирање, за логори, за хашки судови и такви работи. Многу легитимно. Еден прекрасен народ, едни весели луѓе, слични на нас, сакаат кафана, сакаат се што е убаво, сакаат филм. Кога бевме ова година, секоја година кога е семинарот на Семир се одржува и Сајровскиот фестивал на филм. Ја не сум видел посретни луѓе да ви кажам на улици од Босна. И најакото здружение се вика "Вратите нам осмех". Има зошто. Има зошто, мислам, онака. Поентата ми е да не се оддалечувам за ова што праша господјата, само да го добрзам. Значи, многу е сложена приказката, има 6 влеза отворени. Овдека кај што сме сликали на слика со Гого. Не. На местото каде што Гого смета дека припаѓа таму, може би Гого не знам, ја мислам дека му кажав, ама ќе ви кажам на вас, да тоа е многу значено. Одека од тука е влезот. И во суштина тоа не го отвара. Ова е најбавиот парк што го има направено Семир. Одека луѓето уживаат. Да, секој кој ќе дојде, нон-стоп звезди доаѓаат, од цел свет луѓе за медитација, студенти, но цела година е убаво. Јас сум одел у сите можни годишни времења, баш да видам да немам импресија од настанот. Не. Ова е местото, тука малку погоре, на скенер е фатено местото каде што се влагува. Кога ќе се влезе у центарот на пирамидата, тоа е друга работа. Не зависи од човечка волја. Космолошкиот закон, преку кој се покриваат добрите и лошите работи, он одлучува како е. Тоа зависи од нашата предсе позитивна волја. Ова година имаше околу 20 и нешто предавачи. Еве Искра е тука, имаше одлично предавање за својот духовен пат за јогата. Дали е тука Искра? Не ја гледаме. Гого, за неговиот јас зборев секоја година, ова година за една ситуација која за крај сакам да ви ја кажам. Првата година зборев за Александар и за тоа што е македонска цивилизација. Јас за разлика од Семир, ова што го збори Семир за Лепенски вир, со сета негова почит, за Илири, за такви работи, тоа не се цивилизации. И ние се спориме, он пред мене не сме да го збори тоа, пошто нема аргументи. Цивилизација треба да имате своја космогонија, да имате своји монети, своје писмо, свој јазик, да имате своји обичаи и што е најбитно се да имате сфера на влијание. Сите овие имаат локално влијание. Ако ќе прашате, например, некој што е империја,
не знам дали еден човек у Македонија империја е организирана сила што има војска на туѓа територија. Во антички свет, освен Македонија, не постои такво нешто. А прашање зошто го имале, тоа е сврзано со пирамидите, но не можеме да го направиме на ваков начин. Првата година зборев за тоа како Александар, нели, обединител на првата светска цивилизација. И тоа му објаснував на Семир колку е важно тоа. У приказката ние на тоа правиме Александар Василевски. Јас сум вашата сила, јас сум или вашиот лик, јас сум вашиот лик, и ја бричи брадата, што е концепт на Бог, и става да биде без брада. За прв пат, тоа е наивен концепт, али он прв пат, момче на 22 години, доаѓа во Египет, ги победува тогашните Америка, Русија, БРИКС и сите, добива 100.000 лајка и го прогласуваат за Амон-Ра. Пошто Семир нема на пирамида на која не се. Ја го прашав него, дали знаеш зошто Александар го прогласили? Некој не знам. Ја ке ти кажам, Александар ја отворил големата пирамида, така наречена Кефренова пирамида. И цел свет тогаш клекнале и тогаш знаеле дека тој е избраниот. Тоа е условот да ве прогласат за Амон-Ра. Ова што ви го зборам, ако некој бил во Мемфис, има зид од 25 метра, каде што детално е напишано. Ова е една од поголемите... Не може да го уништат, пошто многу јак граните стајано тоа. А тоа е сврзано све. Таму ги има пирамидите во Високо и пирамидата на Овче поле и 63 пирамиди во околината на Скопје. Колку има на Скопска Црна Гора, што не ги гледате. А зашто имало потребна таква работа? Па ти од кај што дошле што може да направат пирамида, има нешто во македонската земја сврзано со таа цивилизација, што го прекажува нашето древно сонце. Тоа е експлозија на супернова. Експлодирала нивната звезда, ударот од јадрото на таата звезда удрил на територијата на Балкан. Валкан, не. Тоа е балкон. Место кај што живеат господари на светот, како Валкан, какви глупости, тоа е една искривена, една, како да гастрономска концепција на грци, бугари искомплексирани. Што кои не можат да гледаат подалеку од тоа што сме и како сме. И кога ќе појдеме на, нели, Индиана Джонс мисија во Тера Инкогнита Босна, и ако ги затвориме очите, ова све ни искача, ќе кажеш, повако има кај нас. Во центарот на Високо, тоа не знаеше Семир, има најстарата нивна текија, џамија. Знаете ли кој е основач на тоа? Па наши богомили од 1220 година. До пред 30 години истата фамилија 8 века давало главен имам на црквата. Во дворот на црквата 80 години наоѓаат скелети по 4 до 5 метра. Еден од копачите е човекот што го има изваден овој прекрасен кристал од река Војница или Фојница, што се смее. Но тоа што е важно, на сите овие места, каде што се пирамидите и каде што е таква работа, се наоѓа злато. На злато не им требало на цивилизациите да може да прават. Тие прават украсиото или да го прават како размена, и од таму е зборот пара. Толку важна работа, ама ние не ја применуваме. Зборот пара значи па-ера. Ке донесе злато, ке му стават лик на монетата, пак-ера. На нив им треба, кој ќе го изгора златото, а златото се гори на многу висока температура да стане моноатомско злато, и кој ќе го пијат, стануваат богови. За таков тип на знаење има Семир, за дел од тоа неофицијално разговаравме, тоа во Македонија е нормална работа, ама, како да ви кажам, нема системски вредности уште за да може да биде доминант. За крај, од ова наше искуство во Високо, можем да ви кажам дека баш ми е драго што една група ќе оди повторно. Не да го рекламираме местото заради тоа, там цените се исто како кај нас, луѓето се многу едноставни, но не ви препорачам да одите без водичи или луѓе што не биле да ви кажат. Затоа што ова што го збори Гого, времето внатре е 1,3 пати поспоро од времето надвор. Зашто нема никаква таму идеална фреквенција, 762 е шумонот и на влезот и на 380. Разликата е само во
тие негативни они, навлезоте, не знам, 50.000 на крај вика 300.000. Ма не е битно, се чувствуваш како да си на море, не ти е ладно, стресот на мало и така. Мислам, тоа се тие бенефити кои ние ги третираме на ниво на тело. Зборам на физичко, на емоционално, на ментално, на каузално, астрално, секој зависно од степенот на поимање на стварност. Се надевам дека идната година исто ќе биде од 20-25. Ако имате некого да предложите што се бави со духовност, ќе го предложиме да биде учесник на Македонија. Е многу важна, Семир е свесен за тоа и не сакаме да ги избрзаме работите. Во Македонија има најмногу пирамиди. Мислим, не само пирамиди, има такви ликови угравирани. Иначе ова сакам да го поправам Гого, не сакам да го... Ова не е камила. Не работат македонците со камили. Тоа тие што го... Тоа е грифон. Ова е грифон. Не е грифон, нема пеликани. Тоа е грифон, тоа се тие чувари од каде доаѓаат од едно созвездие, каде што има, тоа се вика Персеус. И нашите кралеви не добивали имиња од интернет, никој не сака да си постави кој е Филип Александар, Персеј, тоа се митови. Митови за тие што не знаат, за тие што се посветени, длабоко знаат, многу добро знаат. Значи, тоа се име на тие, и самата Македонија на таа приказка. Изгледа бедно во очите на многу луѓе кои ќе им го кажат, не го гледаат затоа што сме притиснати. Ние не живееме во сериозна обсада на знаење, не збориме за некоја друга работа. Но кога можеше Босна после се што им се случи и таква ужасна граѓанска војна, со снагата на еден човек како што е Семир, ја мислам дека ќе биде добар пат, барем за помладите генерации, и што повеќе луѓе одат, тоа е подобро. А најдобро фамилиарно. Пуштите ги децата, ќе видите таму. Тоа е неверојатно искуство. Добиваат суптилни информации кои можеби не може да ги раскажат луѓето. Ние сме присуствували на библиски чуда, не сакам со тоа да ве замарам, сам да оздрави човек тоа, окей, ама најбитната работа не да му се подели, да му се подигне вибрацијата на свестата на увидот. Пирамидата едно од своите задачи, значи времето кога е правена и кога е затворена и сега, служи за да одржува висока комуникацијска свест на цивилизации кои времето како животен тек е во втора фаза. За нив времето представува дишење. Момент, сега. Тоа. Другото е све искуство и настани. Ако има некој... Не. Лична пирамида е пирамида. На кој начин тоа се докажува? Сам дали кај нас има некои активности за да се докаже како во Босна што? Да, нормално. Значи, за да биде пирамида или свето место, обично пример во црквите кај нас, тие најстарите цркви се градени покрај пирамиди. И внатре во олтарот треба да има фреквенција 28 килохерца. Тоа е онака да не кажам, последно што се мери. Но спомнај и Гого за молитвата, како е горе, така е долу, како е напред, како е внатре, така е надвор. Значи, како што е сликата на небото горе, древните градители направиле преку пирамидата и сликата на земја. Ова е не случајно ви го ставиме да го гледате геоглифот. Геоглифот е патокас. Никаков гроб не постои тоа. Александар не е закопан во земјата. Такви битија не се закопуваат на таков начин, мислам. Или ако, не знам, му се случи нешто да го отрујат и ќе го стават во некој срке, прашат на телефон, го утепаат царо, што да правиме, стави го таму, брза помош ќе дојде таа и таа година. Сега, нели, чудно ема, замислете пред 50 години на некој на галичник да може на iPhone да гледа кај му се овците. Ти си полубог. Мене ми кажал човек, вика, синко, вика, кај ги има в твоите чизби, вика, пред 50 години гумени чизми до тука, вика, сите жени во селото ќе беа мои. Ја го прашам, зошто? Па не може да ја поминат, вика, реката, ќе ги носев на грб, вика, сите. За чизми.
а не технологија која ги надминува сите димензии. Значи во Скопје е многу важна точка. Не случајно толку не загадуваат. Наполеон пред да умре во своите мемуари ќе напише, вика, големината на една историска личност. Во цивилизацијата нема да се мери, вика, според градбите кои ги направил, или тоа што кажал, или што... Ќе се мери, вика, според големината на неговите непријатели. Искуствен човек го напишал тоа не е случајно. Еве, денеска пред да дојдеме, врз Македонија историја, не знам, милиарди тони хемтрейлер. Не случајно е тоа, да знаете. А Скопје има, и тоа на такви градби, сега ќе ги анализирате, ама не го гледајте само водно. Треба да идете на Матка, треба да идете кај Свети Никита, па Шар планина, па многу, цела сврзана. И тоа точно на едно созвездие кое е тука присутно со кажувањето. Персеус. Има како не. Не мора да бидат големи. Тие се енергетски точки да може да комуницираат и да бидат активни, мора да има вода. И овдека цела река е изместена, како се викаше, во Босна Фојница, како е направена, како поминува под другите пирамиди и така натака. За тие што не биле, мој совет е било кога да појдат, да си земат водич, зборам за обавезно, да им раскажат и да имат искуство, пошто гледам дека тука многу луѓе од групата на Гого, да прашаат прашање на кого да се обратат, што да направат. И ќе доживеат искуствата не се наши. Бевме на предавањето на Гого, се видовме, бевме у Босна, нашиот живот се настани. И ако така го гледате, без очекување, ќе си поминете супер, доволно е тоа. А за Македонија, како што е кажано, вика, денот Господни ќе дојде како крадец во ноќта, не со најава. Добро. Да се заблагодариме на Мичо за поисцрпно кажување. Ние бевме цел ден и цел ден изборуваше вака. И има капацитет да зборува и многу повеќе. Да се поздравиме, да се заблагодариме на оние што ни возможија да го направиме ова. Тоа е КЛС ивент, Кристина Ѓорѓиевска и Петар Ѓорѓиевски. Камиказа, Бошко Мангаровски. Благодариме на сите. Срđan Крстич, снимател. МКЦ и директорот Бени Шакири. И секако на професорот доктор Семир Османагич. Сепак, они беа поттикот, а она што ние ќе осознаеме, пак моето искуство кажува дека ако не очекуваме, ќе добиеме многу повеќе. Ова беше многу добра приметба од Мичо да се земе водич, затоа што многу повеќе ќе можеме да дознаеме за тоа што не интересира. Ние сега, кој ќе идеме, веќе ангажиравме водич и ќе имаме сите денови. Така, сите денови. Ете тоа. Ви благодарам на вашето присуство. И идеме понатаму. Инаку, не спомна Мичо, а требаше да спомне, они не прскаат со кемтреус, а ние чистиме. Имаме преку 30 топа за чистење на кемтреус. И затоа Македонија, затоа Скопје нема магла 5 години.